Меѓутоа, вториот вид на поделби, со кои сега се гуши македонското општество, кои што се многу манифестирани во Македонија, посебно во овие последни 10 години, од овој период на владење на кое што веќе и социолозите, политиколозите и правници го нарекуваат на така наречено тоталитарно или автархично или недемократско владење така натаму, се изразен еден вид на така наречени социјално-политичко-идеолошки поделби, кои што донекаде имаат извор и во социјалната база, односно меѓу населението, меѓутоа исто така имаат и извор во така наречената политика на раздор, која што е потреба на режимот во еден момент да ги подвои луѓето, односно да обезбеди, согласно таа стара поговорка divide et impera, да обезбеди еден простор за така наречено лесно владење. Луѓето се раскарани помеѓу себе, кај луѓето е падната и онака ниската база или онака ниската стапка на меѓусебна толеранција, бидејќи Македонија, знаете, дека е позната по тоа, односно кај македонците е вечна таа болка на несогласност помеѓу себе, на неголема национална солидарност и така натаму, што се влече од историјата наваму, останало дури како традиција, односно и така наречен синдром на самоуништување. Значи, се игра на таа карта, тоа е таа политика на раздор, тоа да се одржува, за да може да се обезбеди ова што го нарекувам лесно владење. Тоталитарниот режим има потреба од едни такви поделби, ги подхранува и ги креира таквите поделби и истовремено тие пак поделби натаму го обезбедуваат граундот заедно функционирање и натамошно продолжување на векот на ваквиот тоталитарен режим. Како тоа го прави сега тој режим? Тие поделби не мора да се домицилни поделби. Значи, тие се механизми кои што се вбризгуваат од надвор, од некаде, односно се земаат од слични такви постапки, од слични такви практики и политики кај тие автократски режими во светската историја и потоа само се накалемуваат на овој дел од Балканот, односно во нашата македонска практика и тешко остануваат непрепознатливи, знаете, бидејќи тие се туѓи, тие се искуства кои што се некаде на друго место извирени, но потоа се само префрлени некритички, дури често пати и доста некритички, неадекватно на македонските услови и тие како сега штом се устоличат, тие се како коров. Тие се шират низ општеството и ја опфаќа целата структура, целата социјална структура и институционална структура, почнувајќи од општото општество, од највисоките уровни на општеството, па се до она основна институција во општеството, тоа е семејството. Затоа сега ние сме сите збунети кога гледаме колку е паднато степен на нетолеранција во македонската практика сега во ова време, иако очекувавме дека ние со транзицијата ќе почнеме да го менуваме покрај другото и менталитетот на македонецот, односно ќе почнеме некако да градиме некакви други односи кои што се прилагодени на процесите кои што се случуваат во 21. век. Ние останавме во процесите кои што се уште имаат не само 20. век во себе, туку имаат конотација и на 19.